колеги пратеници, почитувана јавност. Господјо заменик министар, исклучително ми е жал што службите од Министерството за правда или партиските служби не ве информирале, да речеме Центарот за комуникации, дека во текот на денешниот ден, пред отприлика 2 часа, беше дадена изјава од представник на пратеничката група на СДСМ, колегата Оливер Спасовски. Имаше пресконференција на која што го соопшти ставот на пратеничката група на СДСМ. Вие не сте во тек за таа цел, јас ќе ви го повторам. Пратеничката група на СДСМ од овој момент наваму нема да даде согласност на ниту еден двотретински или системски закон што ќе биде предложен од владата на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. Од тие причини ние денеска не ја дадовме согласноста ни за законот за судови, нема се разбира да добиете согласноста ниту за закон за парнична постапка, ниту пак за било кој закон што ќе влезе во собраниска процедура, а бара конструктивност, како што вие велите, или поддршка, или алиби за да ги споделите работите кои сакате да ги протуркате од наша страна. Причина за тоа, како што веќе сите знаете и жалам што не сте била информирана, е политичката осуда која се претвора и во судска осуда на политичките неистомисленици на ВМРО-ДПМНЕ и непуштањето да се брани од слобода на председавач на совет на најголемата општина, на најзначајната општина во Скопје, а тоа е господинот Чиповиќ како председавач на совет кој се уште се наоѓа во притвор и најверојатно ќе остане таму, а се со една единствена цел. За жал, целта на ВМРО-ДПМНЕ и власта е да ја преиначи волјата на граѓаните на Центар кои ја искажаа на последните локални избори. Од овие политички моменти, тргнувајќи, вашата влада тргна од овие политички моменти и реши дека ќе го онеспособи Советот на општина Центар да одлучува полноважно како што треба, измислувајќи случај и притоа обвинувајќи го и осудувајќи го пред да заврши судскиот процес господинот Чиповиќ. Тој во овој момент е во притвор и како што сите знаете, од тие причини Советот не може да функционира. И покрај сите очекувања на стручната афела, на стручната јавност, дека ќе биде пуштен да се брани од слобода, се со една цел да може да функционира Советот на Центар. Бидејќи на СДСМ како пратеничка група во ова собрание и стои на располагање легитимно и легално можноста преку давањето на глас за или против на пратениците од СДСМ да го спречат самоволието на власта или да ги поддржат добрите политики на власта, бидејќи последниве месеци станува збор исклучиво за авторитаризам, диктатура и самоволие на ВМРО-ДПМНЕ, ние одлучивме да го примениме единствениот легитимен и можен механизам во спречување на тоа самоволие и во спречување на диктатурата, загрозувањето на начелото на владење на правото и демократија во оваа држава, на начин што ќе значи одбивање да се учествуваме во вашите политики, особено кога станува збор за системските закони, кои не можете да ги донесете без согласноста на СДСМ. Од овој ден денесчен па натака, се додека не биде пуштен да се брани од слобода и да добие правосилна судска пресуда господинот Шиповиќ и се со цел да може да функционира Советот, представен од советници во општина Центар кои граѓаните ги избрале на демократски начин, изразувајќи ја својата волја и својот глас, ние нема да учествуваме во вашите погубни политики. При тоа, нема да ја запоставиме можноста и правото што ни го дал секој граѓанин кој гласал за оваа пратеничка група и кој очекува од нас да биде представен во ова собрание, да дебатираме за погубните политики без оглед што ќе гласаме против. Во конкретниот случај ни предлагате да се измени закон кој чисто систем, бидејќи е системски закон, чисто системско решение функционира децении наназад. Предлагате закон кој досега секогаш во сите измени во било кои влади, на ВМРО-ДПМНЕ или на СДСМ, учествувале исклучително познати стручни имиња од научната и стручната јавност. Во овој конкретен случај, ниту на Комисијата за политички систем, ниту сега на пленарната седница не слушнавме кој тоа го работеше законот и кој му помагаше на Министерството за правда, давајќи свој научен или стручен придонес да го подготви овој предлог закон. Во Република Македонија повеќе од 5 децении не постои суд каде што по теркот на американските филмови што ги гледала нашата влада или Министерството за правда, сами странките си распитуваат сведоци. Такво нешто немало, ниту пак сметаме дека треба да има, ниту пак ќе дозволиме да има, додека не ни се објаснат сериозни причини и аргументи зошто е тоа потребно на Македонија и на судскиот систем. Знаете, странките се неуки.
Странките може да бидат високи интелектуалци, но кога ќе дојдат во судница, тие не се уки во правниот систем. Тие не ја знаат процедурата. Тие не знаат како треба да постапуваат. Од тие причини, повеќе од 5 децении, во Република Македонија владее систем каде што судијата одлучува која странка, на кој сведок и на кој начин ќе му постави прашање. И прашањата се поставуваат преку судот, преку судијата. Во овој момент ни предлагате решение кое нема издржаност никаква. Да настане хаос во судницата и да почнат странките меѓусебно да се ги поставуваат прашањата на сведоците, не водејќи сметка за тоа што е сугестивно прашање, што е прашање кое што е недозволено и така натаму. Судијата тука нема никаква улога, тоа вие го предлагате. Дури на крајот му се дава можност на судот, откако странките ќе завршат со своето расправање и хаосот што ќе им се создаде, сакајќи или не сакајќи, заради непознавањето на процедурата и водењето на процесот, судот да настапи со евентуални прашања доколку ги има. Ова е англосаксонски систем. И ова во американските филмови функционира. Бидејќи векови наназад тие го имаат овој систем. За разлика од нас, кој имаме сосема спротиве. Ние немаме ништо против, ако сте решиле комплетно да го менувате системот, како што направивте со Законот за кривична постапка и ако се сеќавате, ја добивте поддршката на опозицијата. Ама тоа беше закон целосно преработен. Пола правни факултети во државата учествуваа во подготовката на тој закон и пола судство и јавно обвинителство. Се знаат имињата на работната група, се знае години наназад што работи. Беше донесен законот комплетно нов и немаше можност да се имплементира, бидејќи новите решенија не се имплементираат преку ноќ. Вие може да ги напишете преку ноќ како што сте го напишале ова, ама тешко се имплементира. Од тука вие баравте како влада и како ВМРО-ДПМН на 2 пати да се одлага стапувањето во сила на Законот за кривична постапка. И ви излеговме во пресред, и ви дозволивме одлагање, иако илјадници, милиони средства се потрошени за обуки. Гласовме за тоа да се одложи додека не се подготвите. И се уште не важи законот, уште не почнавте да го применувате и најверојатно пак ќе барате одлагање и измена на Законот за кривична постапка. 3 години поред, сега сакате преку ноќ да ставиме ново решение, целосна новина во системот на парничната постапка и на граѓанското процесно право. Неподготвени, не знаеме кој го пишувал и кој го работел законот, заради кои цели, со кои аргументи и при тоа веднаш да се имплементира. Што се однесува до медиацијата, ја поддржуваме вашата волја и желба да ги афирмирате медиаторите како служба. Меѓутоа не на овој начин, со тоа што присилно ќе им се каже на сите странки од сега по воиднина, дека сите нивни спорови до $1.000.000 не може да ги решаваат на суд, туку прво треба да идат на медиација. Таа медиација подразбира трошоци и таа медиација меѓу другото подразбира временски период од 6 месеци. Се разбира дека тужениот ќе сака да го одолговлекува и да го користи максимумот на тие 6 месеци за да не отиде на суд бидејќи е тужен. Што создаваме на тој начин? Тужителите по правило во парнични постапки се доверители, оние што дале и сега им должи должникот. Тие ќе треба да бидат малтретирани додека не помине периодот од медиација за сите спорови од $1.000.000, а до $1.000.000, тоа не е така малку во денешни услови во Република Македонија. Зошто? Затоа што Министерството за правда не нашло поинакви механизми како да ја афирмира медиацијата во Република Македонија, туку преку Законот за парнична постапка да постави услов каде што ќе мора сите спорови додат на медиација. Тоа е и за нас исто така недозволиво. Од сите овие причини, од стручен карактер, од каков сакате, нека биде и од политички. Ние и на почетокот на самото учество на расправата во Комисијата за политички систем кажавме дека нема да дадеме поддршка. Ни беше кажано од заменик министерот дека ќе донесе аргументи и анализи дека ако распит на сведоци иде лудакрсно од самите странки, а без суд, тоа ќе значело подобрување на бизнис климата во Република Македонија. Ве молам здраворазумски да ми одговори било кој пратеник што сака ова да се поддржи. Како тоа? Сведоците во суд на парнична постапка, ако се распрашувале директно од странките, ќе ја зголеми бизнис климата во Република Македонија. Стварно не можеме логичка нишка да најдеме помеѓу овие две работи. И на крајот на криштата, настрана ова што е нелогично и неаргументирано објаснување. Заради притворот на Шиповиќ и оневозможување да функционира Советот на општина Центар, заради тоа што сакате да ја депласирате и да ја извитоперите волјата на граѓаните на општина Центар, ние нема да дадеме поддршка ниту на Законот за парнична постапка, ниту на еден било кој друг системски закон или двотретински закон, каде што очекувате од нас да ве поддржиме. Ви благодарам.